Добар ден, почитувани гледачи, го следите најновото издание на Само вистина, последно за оваа работна недела. Вечерва во студиото на Канал 5 за сите актуелни теми ќе дебатираат господинот Џевдет Хајрадини, поранешен министер за финансии, аналитичар и колумнист. Добро ни дојдовте. Од се помало. Така. И господинот Маријан Ѓурчев, поранешен амбасадор. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Почитувани, секако ќе започнеме со она што е најактуелно денеска, она прва официјална средба која што се случи помеѓу министерот за надворешни Муцунски и неговата бугарска колешка Чамова Петрова во Шведска, повторени и зацврстени. Можам да кажам дека беа позициите и на двете страни, и на официјална Софија, и на официјално Скопје на оваа прва официјална средба по изборот на новата бугарска влада. Еве Муцунски побарал одржливо и достоинствено решение за билатералниот спор, додека Чамова рекла дека Софија очекува целосно исполнување на презамените обврски од францускиот предлог. Па моево прашање, еве ќе започнам со вас, господине Ѓурчев, бидејќи вие бевте и амбасадор токму во Република Бугарија. Донесе ли нешто според вас ново оваа средба и станува ли патот на Македонија кон Европската унија се потежок, ако судиме по оваа денешна средба? Од моја главна гледање, патот на Македонија кон ЕУ никош не бил лесен. Се почнува од декларацијата јануари 1992 година, кога тогашната Европска заедница донесе таа, би рекол, многу непринципијална декларација дека Македонија може да чекори кон тогашната Европска заедница само ако го смени името, дури во тој момент беше да нема и име Македонија. И од тука почна се. Така што нити се сменија работите, нити нешто се подобрило, блокадите траат веќе 35 години. Блокади во символичка смисла на зборот. Имаше и други блокади, но имавме и пресуда на судот во Хаг, 5 декември 2011 година, судот на правдата, која што кажа дека Грција нема право да блокира Македонија кога го употребува акронимот Поранешна Југословенска република Македонија. Но оваа средба, од моја главна гледање, промени ли нешто воопшто ако ништо друго, ние сме соседи. Со сите соседи околу Македонија мора да живееме добро. Геополитиката е географија и политика. Географијата е судбина, политиката е за мене проклетство. Така јас го гледам. Значи, географијата е судбина, ние мора да живееме, мора да се гледаме, мора да соработуваме сите четири соседи. Да градиме односи, пријателство, искреност, доверба. Така само се оди напред. Така што секоја средба е, ако е добронамерена, ако е искрена, барем кажа Чамова, таа министерката која што беше заменик министер во времето кога беше Генчовска, добро го познаа проблемот, таа ги кажа своите позиции, добро е да се слушна дека остануваат на тие позиции, нашите позиции ги кажа нашиот министер Муцунски. Добро е да се гледаме. Јас очекувам дека во блиска иднина тимови, цел тим од МНР со правни експерти, со повеќе дипломати кои што работеле во ЕУ, во НАТО, во амбасадите наши, во Вашингтон, во Брисел, во ОПСЕ, во Виена, со еден тим да отиде во Софија или тие да дојдат тука, исто така Чамова со тим кој што министерката на Бугарија и да отпочнат како да го градиме добрососедството. Ние мора да живееме. Сите проблеми. На чија иницијатива би дошла една таква средба? Па еве, јас би рекол на наша иницијатива, затоа што ние го имаме проблемот. Ние сакаме да докажеме дека имаме намера да бидеме добри соседи, да градиме пријателство, да градиме односи со Бугарија, а имаме многу на полето на економијата, енергетиката, земјоделието, екологијата, инфраструктурата, коридорите, имаме многу што да разговараме. Ако тргнеме од тоа, тие ќе кажат, нели? Покажува ли Бугарија добро соседство од другата страна? Бидејќи велите да ги градиме добрите односи и Македонија да Па секогаш јас тргнувам по таа. Гледате ли тоа и од соседот? И да не го гледам, ќе го завртам другиот образ. Уште еднаш не ќе ме удрат, ама јас да покажам дека сум добар човек и дека сакам да работам со мојот сосед. Јас така гледам Бугарија. Ги знам нивните ставови. Ќе го цени ли тоа и Брисел? Па мора да го цени. Како да не го цени, да не ја цени добрината? Еве јас кога бев амбасадор, кажував стално на бугарските пријатели, а пријатели ги викам, со овој начин што се обидувате да вршите притисок врз нас, немојте да мислите дека ќе успеете. Ние ќе си останеме тоа што сме и ќе докажеме дека таков начин на притисок не е принципиелен. Ние може ова генерација, еве јас сум генерација која што испуштивме, господинот Хајрадини исто упатен, од 70-та година во Федеративна Југославија преговараше Југославија, почна ги преговорите за најповластена нација, добивме третман, па потоа се прекина 78 година, па се го обнови Анте Марковиќ. Ние тој пат, јас како студент, учев меѓународни економски односи кај Аритон Жиков,
учевме за тоа што е Европската економска заедница. Ние тој пат го чекораме с 50 години преку научни трудови, преку есеи, колумни, статии, сето тоа го работиме. И зошто да не издржиме, барем за вас младите, да одиме напред. Јас сум убеден дека и Бугарија има интерес да биде добра со нас. Таа нема подобар пријател на Балканот од македонската држава. Но го покажува ли тоа на дело? Па се надам дека ќе го покаже еден ден. Тоа е мојата убеденост. Така, добро, господине Хајредини, како вие гледате на оваа денешна средба помеѓу шефовите на дипломатиите на двете земји? И еве прашање, можно ли е некакво доближување на ставовите помеѓу Скопје и Софија во иднина, или може би сметате дека тие дополнително ќе се заоструваат, еве ако судиме по оваа денешна средба? Па мислам дека позаострени нема што да бидат. Овој договор за соработка, пријателство и добро соседство веќе има 8 години. Па 9-та. Па 18-та. 17-та. Да. 1 август 17-та. Треба да се разбереме. Види, за начелните ставови на господинот Ѓоршев се слагам све дека така треба. Меѓутоа, од тој договор 8 години не е мало. Односите останали само, може да се нарече договор за пријателство на Бујар Османи со бугарите. Jer соработка напред нема. Добро соседство, како што треба, нема, нити гледам. Меѓутоа, друго сакам ја да укажам. Сега на стартот, декларацијата на парламентот на Бугарија, кога беа едногласни дека нема однос на Македонија, не е мала работа. Освен два-тројца интелектуалци бугари, еден од Америка, што јавно се изјасниле дека ова работа не чини. Македонија има право и така натаму. Во политиката, колку да се зајадени меѓу себе, кога станува збор за односот према Македонија, нема неслагање. Второ, ова горнатура се македонски министерот, премиерот, ние, овој народ, знае македонски и сите граѓани на Македонија дека Радев, како председател со све неговата заменичка, се смета за најекстремни од сите други. Сега тој дошол сега на таа линија и стана премиер, доби стабилно мнозинство, добила Бугарија со тој што е најекстремен по однос на Бугарија. Што кажува тоа за нас? Што може да Тоа очекува? укажува дека попуштање, дека да седнат тие и да разговарат на оваа тема, јас сум песимист, а да се разговара со бугарите, да им решат терете вие по ваше и ние дај нешто за соработката да зборуваме, за реалната соработка. Jer ние сме имали соработка со Бугарија и Југославија, имала и тога и проблемот на Бугарија, на Македонија бил присутен, само не бил многу експониран. Нека се земе, нека се повторува говорот на Крсте Црвенковски пред парламентот, тога и 68 и така натам. Еднаш скоро го читавме и вие новинарите, да видите како да е напишан денеска за односите Бугарија-Македонија. Така да, сега за сега, освен контакти нека се обидат. И јас мислам дека треба, меѓутоа, сега е на билатерален план треба контакти, ако може, со Франција. И jer Франција е во оваа ситуација најекспонирана, нејзин е предлогот. Сум читал дека таму има некој советник, председателот на Макрон. Така. Имал некој, и името го звучитал, многу, не екстремен, него многу ја познава политиката, Македонија и македонците. И сега се е тоа негово. И на тој план контакти дипломатски или секакви, Сметате да се обиде да се издействува некоја промена да влијае кај околу Бугарија. францускиот предлог директно со Франција?
Не, тоа не е јавно, тој нема ставот на Европска унија, тамо консензус е. Така. Него и Бугарија такви контакти со да помогне и тие да контактираат повеќе за да Бугарија попушта. Jer со наше молење Бугарија попуштање нема. Така, добро, очекувате ли вие дека може би Франција во иднина ќе направи некаков притисок? Францускиот предлог потекнува токму од таму, па да се изврши некако дополнителен притисок, па да се придвижат работите Ние мораме во однос на евроинтеграциите. Можно ли е такво нешто? Па ние мораме, едноставно сме принудени. Сегде. Секаде. А прво да водиме двосмерно. Првиот смер е секако Брисел. Тоа е нели предлог, преговарачка рамка усвоена со консензус на сите земји членки на Европската унија. Од тука треба да тргнеме. Значи ние ги изнесовме начално своите ставови за кои што кажав и сега треба да продолжиме во таа насока дека во главните, во основниот европски закон Аки комунитар, во членовите 2 кај што се зборува за вредностите, во членот 4 од договорот за Европската унија, во членот 4, во членот 49 дискусија за идентитет, за историја, за култура, не постои такво нешто, затоа што многу држави членки на Европска унија не ги усвоиле конвенциите за национални малцинства и конвенцијата за рамковни и регионални јазици, малцински регионални јазици. Така што ова е прв случај билатерален спор да се подигне на ниво. Точно во копенхашките критериуми стои добрососедството како клучен елемент на соработката, како препорака да почнеме преговори. Но ваков услов да ве врзуваат со билатерален договор во кој што сте вие неравноправен партнер, ние мораме, според мене, овие преговори се имат и правна основа, тоа е преговарачка рамка, но имат и политика. Политиката е да докажеме дека преговарачката рамка е спротивна на европскиот закон, на Акито, дека такво нешто не постои. Да се дискутира чив е некој херој од минатото или да се дискутира за идеологии. Такво нешто е неприфатливо за Европа и ќе отиде во една друга крајност кај што самиот процес на проширување ќе се обесмисли. Ќе биде обесмислен. Настрана билатерално нашите средби со Франција треба да продолжат, затоа што ние на крајот на краиштата французите заедно со македонската влада, бугарската влада, ги имаме со имење и презимења, го донесоа заеднички и ние сме биле вклучени, и ние сме биле консултирани. И председателот на Македонија во тој момент Пендаровски, и премиерот, значи тие сите биле консултирани. Не може да бегаме од тоа дека одредена наша влада, одреден председател го прифатила тоа што го предложиле французите, усогласени со бугарите, усогласени со нашата македонска држава. Значи мораме да бидеме јасни и прецизни да кажеме по кој член, по кој основ, дека правниот основ не дозволува билатерално прашање, а особено за идентитетско прашање или јазично прашање да биде тема на спор за проширување. Посебно сега кога Европа бара безбедносно обединување и ние сме исто членка на НАТО, исто како Бугарија, Албанија, Грција, Турција, ние сме јужното крило на НАТО и тука треба да бидеме исто заедно во таа безбедносна компонента и јас така би чекорал во комбинација на геополитика и правен основ да докажуваме дека сме во право, дека оваа преговарачка рамка е спротивна на одредбите на договорот за Европската унија. Добро, на денешната средба помеѓу Петрова, Чамова и Муцунски предходеше една изјава од тамошната министерка за надворешни работи од бугарската, каде што не нарече северно-македонски партнер. Како вие ја коментирате таа нејзина изјава? Сметате дека била намерна или случајна и каква порака упати таа на тој начин преку ваквата изјава и ваквата терминологија? Знаете што, госпожи Ивана, да не заборавиме, тука дошле многу европски великодостојници после преспанскиот договор. И Урсула фон дер Лајен има наречено северно-македонци, и други великодостојници од Европа, од Брисел, многу. Значи тоа се провлекува од недоследностите на употреба на терминот. Така и бугарите, мислам дека тоа го употребуваат, кај бугарите е веќе тенденција и намера, но тој проблем постои. Сметате дека намерно токму во првата изјава дадена за Македонија мислам, дека не е намерна, но термин? може да биде употребено во иднина како намера. Иначе самиот
самата формулација на договорот од Преспа е толку широка и сеопфатна што може да ве наведе многу пати, па и би бил неправеден кога би дискутирал за нешто, не знам дали е тоа така, дури може и при лапсус лингва да направи било кој министер таква грешка. Дали доколку се уште бевте амбасадор, македонски амбасадор во Бугарија, би реагирале на една ваква Се изјава? разбира, имате право веднаш да побарате од Министерството за внатрешни работи и да побарате објаснување, како што јас велам дека треба да бараме од Брисел толкувачки објаснувања за членовите, ќе побарате со писмо од амбасадор, кој известите македонскиот министер, ќе побарате со писмо да се објаснат ставовите зошто во член тој и тој од договорот, член 7, член 10, како се третира прашањето на... Така бидејќи тоа на еден начин е прекршување на преспанскиот Во договор. тој контекст говорам, имате право да побарате. Така, Види, кога реков ја, Франција го спомна. повелете. Све ова точно, само ова на општо ниво. Сега треба конкретни шекори. Во Европска унија консензус има, 27 земји. Меѓутоа, зависи од точката. Кога станува збор сега за односот на Бугарија према Македонија, овој спор, тие 25 земји други нити потреба имат, нити време имат, нити знаење имат, нити ги интересира што е. Што ќе кажат Германија и Франција? Тие тоа, jer за тоа треба сите да имат кадри да анализираат историја, култура и јазик македонски. Нема потреба. Ако е оставено тоа, цела работа да ја прави Франција и таа да потпише на тоа што целосно одговара на Бугарија, нема, го гледам министрите на и ово и претходните. Бев во Финска во посета, Финска поддржува Македонија да влезе во Европска унија. Тоа е чиста ништо. А зошто Финска би била против? Шведска, Норвешка, Данска, Холандија, како што имала благонаклон однос, не сега, од Холандија према Македонија. Чудна работа. Јас сум сведок. И пари ни давале и се. Во земјоделието исто така многу инвестира во земјоделието. Сакам да кажам дека се знае каде. Тоа е едино можно. Инаку ти да не одеш кај Макрон и кај тие неговите стручњаци историја да ги молиш просто. Дај луѓе помогнете ни, ова не смета нас многу. Во Македонија. Не викам јавно, не викам, тоа се прави на разни нивоа. Една на стручњаци, па на дипломатски, па на средби неофицијални и така натаму. Jer ne može, ne interesira tije zemlje drugi. I Italija ne zainteresirana. Sve stanale stolp na Evropska unija, Germanija, Francija. Italija je koga nešto je zainteresirana. Dobro je što Velika Britanija je izlezena, samo su njeme problemi. Isto tako, ta izlezena pomaga. Francija, Germanija. Germanija nema protiv Македонија ништо, останува Франција. Така, ајде уште малку околу денешната средба помеѓу шефовите на дипломатиите на двете земји. И двајцата соговорници, Муцунски и неговата бугарска колешка Чамова Петрова, побарале почитување на правата на малцинствата, односно на македонците во Бугарија и на бугарите во Македонија. Меѓутоа, еве, побарањето на Муцунски да се почитуваат оние пресуди од Европскиот суд за човекови права во Страсбур не добил некое одобрување или повратна изјава од страна на неговата колешка, бидејќи таа пак рекла дека ќе се залага само за почитување на правата на бугарите во Македонија. Сметате ли вие дека тоа значи дека Бугарија никогаш нема да ги спроведе ваквите пресуди од судот во Страсбур, бидејќи знаеме дека Бугарија го изгуби тој спор пред тамошниот суд? Што кажува тоа за... Добро, ја ќе дам моје мислење. Ама 8 години тоа трае, не е ништо ново. Прво, во никој случај изјавата северно-македонски е и провокативна и намерна, jer не е таа наивна. Таа знаела дека незиното прво појавување и средба со македонски министер да не размислила што ќе каже. Таа е чисто порака. Порака и не е тука ни лапсус, ни...
Добро, што порачува тоа? Тоа порачува кажано уште дека на не прва очеку- средба или прва не, официјална тие изјава дадена за Тие Македонија? ги одбиваат било какви средби. Повелете, немате со нас ништо. Така, одете преговарајте со Брисел. Во Брисел вие. Ние сме земна членка, имаме право, немаме со вас ништо. Спроведете тоа што сте го добиле. Зашто е добиле, како да се знае. Јас вака мислам, така да не, многу да не... Знаја што викаат за добрососедски односи. Кога не е? Кој рекол не сум за добрососедски односи? Кој рекол не почитуваме права? Тој вика во Бугарија нема такви ни Така, не го малцинства. признаваат Апсолутно, малцинството имаме генерално. таков устав и така натаму. Што сега се губи време да ги убедиме дека Добро, не меѓутоа да не се почитува пресуда донесена од еден суд во Страсбург, меѓународен суд. Па сила така што е. Тој не почитува кој да таа пресуда нема кој да ја спроведе. Така. Добро, господине Ѓорчев, значи ли тоа според вас дека Бугарија никогаш и нема или немала намера, ниту ќе има да ги спроведе ваквите пресуди од судот во Страсбург и што кажува тоа еве за Не би рекол дека нема да ги спроведе затоа што тие се членка на Советот на Европа. Добро, зошто И досега има не ги комитет на спроведе? министри. Ако ние, јас ќе ве потсетам, имаше едно здружение Радко на македонски граѓани со бугарска самосвест, кои што се жалеа за нивниот статус во Македонија и ја тужеа државата Македонија пред судот во Страсбург за човекови права. И го добија спорот. И Македонија мораше да постапи согласно пресудата на судот во Страсбург, во време кога Бугарија уште не беше членка на Европската унија. Добро, меѓутоа Македонија постапи по Македонија конкретниот случај. Постапила, да. И Бугарија, ако не постапува сега, јас мислам тогаш бугарската држава застана зад Радко. Македонската држава треба да застане зад правата А сметате на дека бугарски не граѓани. застанува доволно или До сега не застанала. До Добро, сега не меѓутоа застанала. тоа е едно од Но барањето може на актуелната власт, едно од барањето е почитување токму на овие пресуди. почитување со притисок врз комитетот на министри, со адвокати, адвокати кои што ги плати државата и да укажеме дека ако не ги Македонија не го прави тоа? не го правеше мислејќи дека ќе го решиме на добро соседство, добронамереност, пријателство, искреност. Нема такво нешто, морате да одите по патот на законите во Европа. Русија ја исклучија од Советот на Европа заради Украина, а агресијата ја исклучија. Бугарија го прави истото 20 години. Како може вие, членка сте на Европска унија, не почитувате суд на човекови права у Страсбург? Значи мора да се тужите. Ако не може пријателски да го решите, ќе одиме на суд, тоа не значи непријателство, да докажеме дека вие го кршите европскиот закон. Го кршите, сте подпишале рамковна конвенција за национални малцинства, не ги почитувате. Значи пак тука има, значи како е судот, тука е тужителот, обвинителот, тука е правда. Сметате дека Македонија се воздржува од едно такво До сега се барање со цел воздржувала, да се задржат да се овие задржи добрососедски односи тој за добрососедски односи, но сега во услови кога континуирано Бугарија одбива да ги почитува своите обврски како членка на Европската унија, тогаш мора македонска држава да ги брани. Добра, може ли Брисел да изврши некаков притисок Како или не? да укажува на Не, тоа бидејќи овдека некако е Советот на Европа, не е Брисел. Добро, Советот на Овдека Европа. е Советот во на случај. Европа, кај што има комитет на министри и таму треба да се води во секоја седница македонскиот министр, нашиот амбасадор таму, мисијата наша во Страсбург да стане, сум бил јас таму многу пати, преку паневропска граѓанска организација, да стане и да каже секој пат предлагам во одредна точка прашањето за постапувањето на Република Бугарија кон правата во член, ви кажам точно, член 6, член 36 и член 54, индивидуалната права и граѓански слободи на бугарски граѓани со македонска самосвест. И по тоа да се држите согласно тоа што Бугарија го подпишала и нивниот устав. И така не може друг начин на разговор кој што ќе биде во рамките на правото на Европа, во рамките на ЕКИТО и во рамките на тоа што Советот на Европа предвидува. Бугарија еден ден ќе мора да ги исполни тие пресуди. Добро, доколку се случи тоа, ќе значи ли тоа еве еден вид на некакви гаранции, едно од исполнување од барањата кои што ги имаат нашите власти, па тоа да отвори некаков пат околу испроведување на уставните измени за кои што еве и денеска Европската комисија упати јасна порака дека без нив не може да се оди напред и дека нема пократок пат. Јас не сум општ, јас кажав точни членови. Так. И ги кажав и членовите кои што ние во Брисел треба да се жалиме. Јас не би го употребил зборот гаранција, јас би го употребил објаснувачки толкувања. Ве молиме Европскиот совет, а тоа се премиерите на државите, тоа е
сега Радев, тоа е кои се таму премиери нели во европските држави, Мерц канцеларот и ред други таму да седнат и да ги објаснат нивните правни служби, да објаснат зошто се газа член 2, 4 и 49 од договор за Европска унија на функционирање во случајот на Македонија. Ами не знаат. Не знаат, ама писмено да се произнесат да бараме некако. Дали ќе не слушат ова што зборуваш? А мора да слушат. Па 8 години. Ние не сме денеска во... Ама не сме постапувале така, кој? почитуван Хајредини. Кој овде не постапил? Па не постапуваше претходната влада ниту еднаш. Не сме отишли во Брисел да кажеме тие велат и денеска. Еве сега еве новата влада. Еве оди таму, таа вика, ма сите тие работи да се решат, проблемот е сега во консензусот. Во консензусот. А сигурно. Така е. Па знаат Добро, затоа велам, доколку еве Бугарија прифати да ги спроведе овие пресуди од да ги спроведе, не е решен проблемот. Ќе отвори ли тоа пат за спроведување на уставните измени за кои што Ке го олесни. Па добро, еве да го олесни. Па добро, ќе го олесни, тоа релативизација, може да го олесни, ама не го решава. Не го решава, така е. Па ако го решава, нека го решат, ама она ти вика Северно Македонец, оди понатам. Оди понатам. Но би сакал тука да истакнам и за вас и за гледачите и за господин Хајредини некои мои сознанија преку граѓанска организација Пан Европа, кај што сум веќе од 93 година и ние имаме информации, има пратеници од Пан Европа. Двете најголеми земји добро го загадна тоа господин Хајредини, Германија и Франција, веќе 2024 година и 2025 година, свесни за значењето на тоа Европската унија да се прошири на Балканот, формира работни групи и два пати работат многу сериозно на проблемот на квалификуваното мнозинство. И тоа се веќе сонди пуштаат. Колку се тие држави членки кои што се спремни да се откажат од правото на вето во процесот на проширување? Дали се 10, 20? Ако само Франција и Германија... Квалификувано мнозинство и Бугарија ќе треба да даде согласност во случај. Па сега ќе видиме дали има разни промени начинот Они така работат како тимови работни Германија и Франција и 2024 и 2025 година. И сега пуштаат сонди да видат колку држави се спремни да се откажат од своето право на вето. Зашто Германија и Франција гледат дека стратешки, безбедносно Балканот им е важен. На Европската унија е важен Балкан. Без разлика ние што мислиме. И Босна и Херцеговина е важна, и Црна Гора, и Србија, Албанија, Македонија, Косово е важно. Сите држави се важни. И затоа треба да пристапат, гледат дека има блокада. Ако има блокада, ќе има и за Босна. Босна ќе ја блокира Хрватска во делот на правата на хрватите во југот на Босна. Значи тука мора да се најде начин како да се избегне тоа и она што е загатното од господин Хајредини, тука мора да работат Франција и Германија како лостови на тоа единство, впрочем и тие почна 52 година за единство за челик и јаглен, да работат, да најдат модус. Проширувањето веќе не е прашање на демократија и човекови права, проширувањето е безбедносно прашање. И тоа мора да се решава, што се вели, по брза лента. Немам против овој оптимизам на господинот. Морам да бидам оптимист, ама знаете што? Оптимист дефиниција и песимист. Знам дефиницијата, да. Оптимист е тој што знае дека е тешка работата и животот. Така е. А песимистот секој ден тоа го открива. Мора да бидеме, меѓутоа реалноста се ова трае ова. Дека тоа такви промени во Европска унија не поради нас може да дојдат. И консензусот за други случаи да биде. Ама да чекаме ако се случи тоа тогаш. А сега, за сега, Бугарија, ниеден спор, она што ги спомнати, Албанија, Косово, Босна, ова тоа. Бугарија 200 години го чека овој момент. Точно е тоа. Тука, тоа е мало поспецифичен спор. Ни јазик, ни нација, ни историја, ни култура, ни ништо. Ова се разликува. И затоа застана Франција го потпиша тоа што го напиша Бугарија. И рече ова став на Европа. И каде очекуваш ти сега, освен тие што тоа го направиле, да се тамо да се работи, викам не инсистирам, меѓутоа стара влада јасна работа. Ти праташ преговара со Бугарија, човек што тоа
да не зборуваме. Ама не може тој проблем и ова нова влада баш лесно. Тој постои тој проблем, не може да го, Така, да го ајде. игнорираме. Да. Ајде околу уставните измени, бидејќи еве и денеска беше упатена јасна порака дека без уставните измени не може да се оди напред. Изминатите денови слушаме една порака, еден повик од опозицијскиот лидер Филипче да се донесат уставните измени заеднички со власта и заеднички да се поднесе таа одговорност. Можен ли е според вас договор околу уставните измени? Не. Не, може, премногу се разликуваат ставовите на ВМРО, на премиерот и на Филипче тие работи. Да беше СДС малку посилна партија, многу падна таа специфична тежина политичка сега. Така да сите се лостови во рацете на премиерот Мицковски. Сметате дека нема да одговори позитивно на ваквиот повик? Не, апсолутно. Така, добро. Оптимист ли сте вие околу уставните измени, бидејќи Имајте ве можеме почнавме со не оптимизот и песимизот. Јас- И зошто токму сега еве повторно се наметнува прашање? Во еве да Значи- потсетам само дека господинот Филипче претходно и тој се залагаше или викаше дека треба да се добијат некои гаранции околу тоа дека ова ќе биде последно барање од Бугарија, меѓутоа еве последниот период повторно вели дека треба да се спроведат уставните измени и дека тоа е единствениот чекор. Зошто тоа е така токму сега?